Граѓаните и граѓанските организации од општина Кавадарци денеска имаа можност да ги кажат своите предлози за општинската каса за следната година. Во рамки на проектот Мои пари, моја одговорност, партиципативно буџетирање во општините во Македонија, дискутираа градоначалникот Митко Јанчев и присутните на настанот. Ние како организација заедно што уште 4 членки на мрежата Фискас имплементираме проект Мои пари, моја одговорност, буџетско партиципирање во општините на Македонија, кој е поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество. Овој настан денеска во Кавадарци е да поттикнеме дебата и дискусија околу буџетот на општина Кавадарци, да се слушнати потребите на граѓаните во општина Кавадарци, што они би сакале да има во буџетот и предизвиците исто така околу буџетот на општина Кавадарци. Исто така би сакале да поттикнеме и поголема свест околу тоа, околу буџетското учество на граѓаните во буџетските процеси на локално ниво, кои би сакале во иднина да видат потранспарентно и се залагаме за покредибилни, поинклузивни јавни програми на локално ниво во Република Македонија. Градоначалникот Јанчев, председателот на Советот на општина Кавадарци Ристо Сакалиев и раководителот на секторот за финансии Цанка Јовановска ги представија општинските приоритети за следната година кои ќе бидат составен дел од буџетот за 2019 година на општина Кавадарци, а беа представени и економските приоритети. Задоволство ми е што денес можеме заеднички да дискутираме за буџетот на општина Кавадарци и за економските приоритети. Сакам да се навратам една година наназад, кога го креиравме буџетот за тековната 2018. И заедно со Советот на општина Кавадарци донесовме буџет од износ од 17 милиони и 78 илјади евра. Овој буџет е збир од неколку позиции. Планираните приходи на општина Кавадарци за 2018 година се 8 милиони 445 илјади евра, само финансирачките средства од институциите се 668 илјади евра, донации во вредност од 393.000 евра, дотации од 6 милиони и 20.000 евра и кредит од 1 милион и 302.000 евра. Очекуваме во наредната 2019 година да донесеме буџет кој ќе биде во континуитет со буџетот од 2018 и ќе го следи бруто домашниот производ. Во овој период, јас како градоначалник, заедно со службите, имавме средби со речиси скоро сите урбани заедници, правиме увид и на терени за да ја следиме фактичката состојба на нашата општина. Преку овие средби сакаме транспарентно и преку реални проекти на граѓаните да подготвиме програми за реализација и правилно да го распоредиме буџетот на општина Кавадарци. Сите програми се исклучиво во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Општина Кавадарци во изминатава година покажа дека е транспарентна општина и секојдневно на граѓаните им се достапни информации за сите активности кои се реализираат во текот на програмата. Во подготовка е отчет за изминатава година преку кој детално граѓаните ќе се запознаат со сите реализирани проекти и нивната финансиска конструкција. Приоритети за 2019 година се става на комуналната програма, односно целосно реконструкција на пазарот во Кавадарци, реконструкција на Западен булевар, кој е веќе започната, како и велосипедско-пешачка патека по кејо до реката Луда Мара до Моклиште. Останатите предвидени реализации се проектно кои ќе ги придонесат за непречено функционирање и модернизирање на нашата општина. Општина Кавадарци го следи трендот на партиципативното буџетирање, преку кое се надевам дека ќе бидете задоволени сите потреби на граѓаните. Како градоначалник скоро година дена имав ланста година прв пат за можност да направиме со службите и со општинскиот совет буџет за 2018 година. Направивме стварно вака транспарентен буџет, имавме едногласно усвоен буџет, се надевам дека и ова 2019 година треба да ги исправиме грешките од ланста година доколку ги имаме и да направиме уште подобра соработка во интерес на граѓаните. Така да, општина Кавадарци покрај и овие проекти сега ќе ги тераме за наши пари, наш буџет, транспарентност, можам да ви гарантирам, да ви ветам дека ќе има максимална транспарентност и објективност во делот на финансирањето во буџетот и комуналната изградба. Морам да сето ова го потврдам со една благодарност за досегашната соработка со советниците и за идната соработка, за тоа што општината е транспарентна само кога е целост заедно со општината и со службите. И ја у името на Советот, како председател, еднакви сме сите,
јас сум еден меѓу нив. Ова година градоначалникот кога го даваше предлог буџетот и буџетот минатата година, ние мислевме дека е преамбициозен, многу се заложивме двете страни, левата и десната, едногласни да бидеме, направивме комисии и советниците работија некои 2 месеци по градот, немаше место кај што не отидоа у сите сфери, пошто програмите што ги правиме у соработка со локалната власт, значи градоначалникот и администрацијата и советот, се договоривме да бидеме транспарентни и како широка коалиција едногласно, разумно да ги гледаме проблемите на граѓаните, да извлечеме она што е у интерес на граѓаните во секоја сфера и така комисиите што ги правиме во советот ги распределивме со советниците соодветно према образование, према искуство, према знаење, да бидат најкомпетентни во извршување на своите обврски. Министерството за финансии, согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, доставува буџетски циркулар за 2019 година до градоначалникот на општината и истиот ги содржи главните насоки за изготвување на буџетот на единиците на локалната самоуправа и информации за дотациите до единиците на локалната самоуправа што се трансферираат од буџетот на Република Македонија кон општините. Буџетот на општината за 2019 година треба да биде изготвен најдоцна до 31 декември и усвоен за 2019 до 31 декември 2018 година и истиот се доставува до Министерството за финансии сектор за буџети. Во циркуларот кој ни го доставува Министерството за финансии, задолжително ни дава макроекономски проекции кои треба да ги имаме во предвид при изготвување на буџетот за 2019 година, потоа стратешки приоритети на владата на Република Македонија, во кој секоја општина треба да најде свое место да се вклопи, како и правната рамка за донесување на буџетот. Од макроекономските проекции може да кажеме дека фискалната политика на Република Македонија е во функција на развој на економијата и подигнување на животниот стандард на граѓаните, преку поддршка на мали и средни предпријатија, преку зголемена вработеност, преку покачување на плати, преку зголемување на социјалата и така натаму.